Добра вечер, почитувани гледачи. Најпрво би сакала да го честитам Денот на жената 8 март на сите припаднички на понежниот пол. И да посакам да ни е 8 март секој ден во годината. А ние во следните десетина минути издвојуваме простор за најновите информации од домашната културна сцена. Во фоајето на Македонската опера и балет се одржа промоција на монографијата Мојот пат, посветена на Антон Тони Баталаковски, еден од најзначајните личности во историјата на македонскиот балет. Автори на изданието се Сонја Здравкова-Джепаровска и Александар Трајковски. Монографијата на сеопфатен и документарно вреден начин го прикажува неговиот животен и професионален пат, оставајќи траен запис за неговиот придонес во развојот на балетската уметност во Македонија. Балетската историја е мозаик во кој се вградени различни имиња, изведби, настапи, гостувања. Некои од нив маргинално се споменуваат и по неколку изведби исчезнуваат од видокругот на овој уметнички дискурс. Други пак оставаат сериозна трага преку уметничкиот влог што го дале во развојот на македонскиот балет. Еден од вторите, кој маркантно се вложил во подемот на македонскиот балет е Тони Баталаковски. Неговото име мошне фреквентно се среќава во аналите на македонскиот балет. Овие зборови, впишани во предговорот на монографијата Мојот пат, посветена на животот и професионалниот опус на Антон Тони Баталаковски, еден од позначајните личности во историјата на македонскиот балет, представуваат сведоштво за едно време, една професија и една исклучителна животна мисија, оставена како трајно културно наследство за идните генерации. Како првенец на балетот и како прв директор при тогашното МНТ, Тони Баталаковски со својата визија и посветеност остави длабок и траен белег во институционалниот и уметничкиот развој на македонскиот балет, велат авторите на монографијата Сонја Здравкова-Джепаровска и Александар Трајковски. Антон Тони Баталаковски е една од клучните фигури во македонскиот балет. Тој наврши 80 години, се навршија минатата година од неговото раѓање и тоа беше еден повод да го сублимираме целото негово творештво. Тој речиси 50 години ја одбележа македонската танцова сцена како танчер најпрвин, потоа како педагог и како раководител 10 години, навистина внесе иновации, внесе квалитет во балетската продукција и најмалку што можевме да направиме за него е да напишеме една ваква монографија за да остане на следните генерации. Книгата на еден темелен и сеопфатен начин го опфаќа богатиот животен и творечки уметнички пат на Тони Баталаков. Конципирана е во повеќе делови, така што представен е неговиот животопис од самото негово раѓање па до неговото заминување од овој свет. Потоа опфатен е делот каде што тој ја дава својата креација на сцената како балетски играч и опфатени се останатите делови мощне значајни за неговата кариера. Делот каде што тој управува со македонскиот балет, да напоменеме дека тој е најдолгогодишниот директор на македонскиот балет во неговата историја. Потоа неговата педагошка дејност како педагог во Државниот музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Луј, каде што предава 2 предмета и каде што води генерации млади балетски играчи. И исто така опфатен е неговиот репетиторски дел во сите оние представи, со сите оние балетски уметници кои што тој на еден начин ги подготвува и ги дава поддршка за сцената. Книгата, иако е фокусот ставен кон животот и творештвото на Тони Баталаков, на еден начин дава слика и за севкупната состојба и за сите оние теченија кои што се случуваат во изминатиот период на балетската сцена кај нас во Македонија. Монографијата содржи интерпретативен приказ на неговата сценска дејност, педагошката и репетиторската работа, како и бројни сеќавања за ликот и делото на уметникот. Книгата е поддржана од Министерството за култура и туризам и го опфаќа животниот и професионалниот пат на Тони Баталаковски низ споројот на настани, судбински предизвици и остварени соништа. Мартинки, традиција што трае, е изложба на авторката Марија Младеновска-Митровска.
и представува избор од рачно изработени мартинки, создадени низ повеќе од 35 години континуирана работа. Мартинките се традиционален обреден символ поврзан со доаѓањето на пролетта, здравието и добрата среќа. Во творештвото на Марија Младеновска-Митровска тие се појавуваат како спој на наследна традиција, личен ракопис и современа визуелна интерпретација. Во Младинскиот културен центар во Скопје беше поставена изложбата Мартинки, традиција што трае од авторката Марија Младеновска-Митровска. Станува збор за изложба која на едно место обединува рачно изработени мартинки, создадени во изминатите 35 години, како и документарен материјал од нивната меѓународна презентација во Варшава, Република Полска. Поставката представува ретроспектива на долгогодишната посветеност на авторката кон зачувувањето и промоцијата на овој традиционален обичај. Мартинките како обреден символ поврзан со доаѓањето на пролетта, здравието и добрата среќа, со векови се дел од културната традиција на народите на Балканот. Во уметничкиот израз на Младеновска-Митровска тие добиваат нова димензија, како спој на наследената традиција, личниот креативен печат и современата визуелна интерпретација. Љубовта кон мартинките ми ја вродија моето семејство, значи мајка ми, тетка ми ни подарувале мартинки, сме ги носеле, сме се радувале на нив. После изработката на мартинки, затоа љубовта кон изработка на мартинки ми ја вроди мојата сестра Ана, бидејќи прво таа почна да ги изработува и така продолжи и желбата јас да ги изработувам. Мартинките се символ на надеж, символ на среќа, символ на нови почетоци. Во последниве години има поголем интерес кај младите, за разлика, мислам, последниве неколку години, тие во 2017 година влегоа во листата на УНЕСКО како нематеријално културно наследство, што ми е посебно драго, за Македонија, Романија, Бугарија и Молдавија. Во 2024 година имав презентација на меѓународен настан посветен токму на мартинките во Варшава, Полска, на која што беа прикажани моите изработки, што за мене представува посебна чест. Изложбата прикажува различни форми, техники и стилови на изработка на мартинки, преку кои се следи развојот на авторката во текот на повеќе од 3 децении. Покрај самите ракотворби, посетителите ќе имаат можност да видат и фотографии и документарни материјали кои сведочат за нивната презентација на меѓународната сцена. Дел од овие изработки во 2024 се представени во Варшава, Полска, во рамките на меѓународен настан посветен на обичајот на мартинките. Овој обичај во 2017 година се впишува на репрезентативната листа на нематеријално културно наследство на УНЕСКО, како мултинационална номинација на Македонија, Бугарија, Романија и Молдавија. Со оваа изложба Марија Младеновска-Митровска пошироко се представува пред домашната публика, нудејќи не само колекција на рачно изработени предмети, туку и сведоштво за континуитетот на една традиција. Пораката на изложбата е јасна. Традицијата живее се додека се создава, се негува и се пренесува од генерација на генерација. На Филолошкиот факултет Блаже Конески се одржа комеморација во чест на прерано починатиот поет, писател, преведувач и издавач Тихомир Јанчовски. Обединети во болката и во неверицата, по ненаденото заминување на Тихо, ве канам на разговор и на размислување за јадиците од прашања и дилеми кои што Тихо ни ги остави да се мрешкаат по книгите, интервјуата и морето од објави на Фејсбук што му беа утринско кафе муабет со неговите бројни пријатели и пријателки. Дозволете ми на почеток да спомнаме на длабоко умна и необична изрека од соседството што дури неодамна за прв пат ја прочитав, ја открив и веднаш помислив на нашиот Тихо. Таа изрека порачува: живите им ги затвараат очите на мртвите, а мртвите им ги отвораат очите на живите.
Така едно рано утро, летно, не беше уште, бев исто, случајно се разбудив толку рано и прочитав нешто, него лајкнав и веднаш ми пиша, буден си? И јас реков, да, ајде во побожје да свириме. Значи, таа негова страст, уште неразбудени, уште рано пред зори, да свири или да пее или да пишува, е нешто по кое што веројатно вечно ќе го паметам. Тихо. Тихо има многу песни во кои што зборува како се влюбува во се. И таа состојба на постојана влюбеност негова ме потсетува и на Фабрицо де Андре, кој што последниот албум негов, кој што е на компилација, вика "Ми намораво ди тутто", се влюбував во се. Така и Тихо беше влюбен во се и се влюбуваше во се и во животните, кои што често ги љубеше и повеќе од луѓето. Им предаваше човечки особини. Мојот брат беше оригинал. И беше многу убав човек. Немаше ни едно нешто најмало лажно во него, никаква пресметка. Тој беше искрен, отворен, ќе ти кажа како е, ти ако сакаш љути се, но ако размислиш ќе видиш дека е така. Знаеш и да избувне, особено ако го прекинуваш во нешто што прави или поставуваш 100 непотребни прашања, или ако не стоиш на зборот. А потоа му беше криво што избувнал. Но тие што му ја знаеа душата никогаш не му се налутија. Затоа што кога имаше радост и светлина, не осветлуваше сите. Има една песна од Тихо се вика "Јас, мојот жар и мојот оган", и тоа беше брат ми. На покана на Националната установа Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Скопје, македонскиот академски сликар Славчо Максимовски ја прикажа приказната за македонската убавина низ концептуални фотографии. Ова е втората едиција на концептот "Убавите жени на мојот народ". Наслов инспириран од истоимената песна на македонскиот великан Блаже Конески, како длабок израз на почит кон достоинството, силата и духовната убавина на македонската жена. Ова е втората едиција на концептуалната изложба "Убавите жени на мојот народ", на моје особено задоволство и чест на покана на директорот на Националната универзитетска библиотека. Многу ми е драго што ова изложба поминува вака како што заслужува, за благодарение на сите убави жени кои што се дел од овој проект. Се надевам дека ова убава приказна ќе продолжи и дека ќе имаме уште убави поводи за да се радуваме и да славиме културата, затоа што ова е, односно првичната моја цел на ова проект или приказна е почит кон македонската жена како наш најубав символ, како столб на нашето општествено живење, како една храбра единка, како борец, како херој на ова време во кое што живееме. И се надевам дека ќе има уште убави поводи и уште повеќе инспиративни изложби и на мои други колеги. Тука е крајот на ова издание на Вестите од културата. Ви благодарам што бевте со нас. Од мене пријатна вечер.